Добро утро, Македонија. Се дружиме од 5 минути пред 7 часот, а некаде пред крајот сме или во последниот час од денешната вторничка дружба, овој 18 август 2026. Имаме музика во продолжение, гости музички, ќе биде интересно. Така, би кажала, денот е поубав кога започнува со добра музика, а денес имаме гости кои се вистински мајстори за добра забава. Зад себе имаат голем број на настапи, а летове ни носат и нова музичка приказна, Баобаб, песна со заразен ритам и спот снима на едно од најубавите места во светот, тоа е магичниот Санторини. Добро утро за членовите на Компас Бенд, Баобаб. Колешка, рековме до крај, ќе запомниме. Така, добро утро за Љупчо Ваневски Бубе, Ивана Георгиевска и Мишо Стојановски. Како сте ова утро и добро ни дојдовте во Добро утро Македонија. Добро утро, добро ве најдовме и благодариме за екстравагантната најава. Со оглед на тоа што добро утро за нас е после 20 часот, сепак сме релативно добро. Свежи се. Да, имаме, ви благодариме на таа прилика што ми ја укажавте да станете толку рано. Кажете сега прво за Баобаб. Од каде идејава за името, што е впрочем Баобаб, да појасниме на нашите гледачи, од таму да почнеме. Зошто токму тоа име? Идејата е на композиторот, значи текстописецот кој ја напиша песната. Баобаб значи дрво. Ивана ќе појасни што е, како е дефиницијата за Баобаб. Не, имаме ние ситуации со името, зашто токму Баобаб немаше име песната, мислам се мислевме како да биде насловот, меѓутоа во една од тие демо верзии кога ни ги праќаше авторот, имаше наречено Баобаб. Јавме зашто, па викам зашто се пишал така, викам Баобаб. Супер, одлично, ќе биде интересно. Можеби ќе сакаат да ја пребаруваат нели поради името, иако еднаш се споменува во песната, сметам дека ете некој наслов кој останува. Во овој би сакале луѓето да слушаат што е тоа што нуди самата песна. Е специфичен, обично баш сите истото прашање го поставуваат. Да, нормално е. Па логично некако. А рогови како Значи, некој од сега си знаеме, Баобаб, дрво. Да, она што расте со текстот рогови ко Баобаб во самата Значи, песна. дрво што расте со корената нагоре. Да, добро. А кога прв пат ја слушнавте песната, дали знаевте дека имате летен хит на прво слушање? Ја мислам дека да. Мене ми се допадна. На сите ни се допадна. Да, искрено ја слушнавме некако. Треба нам да ни се допадне, треба ние да почувствуваме за да може да ја пренесеме, меѓутоа ова е баш на класична летна песна сега, за да се каже хит, нели малку претенциозно да не биде, ние сами си ја фалиме, меѓутоа до сегашните реакции навистина се извонредни. Од веднаш што ми ја објавивме, честитки во инбокс, мислам преплавено беше, не можевме дури да вратиме на сите. Па да, и со ваков спот, мислам тоа е Пошто сме секојдневно на терен, ги гледаме директно реакциите на публиката. Така е, директно со публиката, со настапите. Ја би се навратил околу изборот на композиции. Секогаш ми е интересно да прашам бенд како се согласува и која има последниот збор, кога се станува збор за избор на нова песна, нели? Вие рековте, нели, сите тројца првенствено треба да ви се допадне, но како оди изборот на песна или кога Обшто ја слушаме тројцата и си даваме коментари. Треба да се согласиме углавно тројцата. А еден ако не се согласи? Ако е 2:1? Нема да. Воглавно се согласуваме затоа што ете и работиме заедно не случајно толку време, некако во исти правец се движат нашите мислења, ставови и желби, но со секоја наша сугестија се доработуваат песните, бидејќи тоа што го слушате сега сигурно имало милион верзии од тоа како настанала, јас ги чувам сите нормално за да им покажам трети пат тоа што сме направиле, мислам како еден заеднички успех и со нашите сугестии, со нашите со многу слушање, значи само слушање, затоа што на прва може да изгледа се одлично, но со секое наредно слушање наоѓаме нешто друго, па сега ќе го подобриме тоа, па ќе го подобриме тоа и така настанува еден таков проект кој се надеваме дека ќе им се допадне. Спотот е на Санторини снимен. Прекрасно изгледа, не треба тоа да го коментирам, нели? Но предизвик е да се сними. Кој период го снимавте, со оглед на тоа дека Санторини е лудило со туристи? Имате вие локации кои што верувам се посетени, кои што треба да се организира, да првенствено да се стигне таму, да се обезбеди нели престој, да се најдат локациите, да се организирате. Ајде малку околу тој предизвик. Сепак не е во наша Македонија, па некако полесно, во друга земја си, туристичко место.
Има ли некој момент ева кој ви Обезлетивме остана? прво време, значи повеќе денови моравме да бидеме таму. Значи си стеравте Повеќе од денови, Добро. така воедно. Повеќе денови, значи моравме да отидеме прво ден имавме за бирање на локации. Значи да ги одбереме локациите. Отидовме пред сезона, значи за малце пред сезона, за да не фати тој хаос, пошто не може да се снима. И почнавме да снимаме многу рано. Значи одевме од сабајле, да кажам, Па јас станував во 3 за да ме средат. Во 3, да. Каде како ние на утринска, Ја да си ја кажам така, маката. значи видовте како ние, добро? Они малку Многу подоцна. рано моравме да стануваме, значи прво да не средат нас, а после стигнеме на локација додека нема туристи. Да. И да го фатиме тоа прво сонце, прво време да снимиме. Веќе за кратко време Санторини почиња да живее значи од утрото и ако не се фатат тие утрински часови, така да имавме од денот многу малце време за да ние искористиме, така да моравме да останеме повеќе денови, да фатиме дел по дел и да излезе ова што излезе. Јасно. А идејата за Санторини чија беше? Виновников. Виновникот така, да. Случајно, претходно посетено, како падне? Посетено претходно така ми едно од омилените мои места и ми беше идеја да пробаме да снимиме таму. Не знаевме прво како ќе испадне со финансии, пошто немаме спонзори за спотот. Све зависеше од нас и тоа колку како ќе испадне. Од прилика се снајдовме да можеме сами да се А завршиме. морам да Важно е признам, задоволни од морам да финалниот признам дека навистина сте еден од музичарите, бендовите, нели, ајде. Реков музичарите затоа што едни кои што навистина се трудат видеото да изгледа и скапо и вложуваат во него, но и сето тоа е нели осмислено и како приказна и како визуелно. Секоја чест за тоа, не често го имаме тој случај во земјава, а знам дека и сами си генерално финансирате, нели? Да. Углавном све сами. До сега немаме на ниједна песна и спот спонзори. Можеме да кажеме, ева, кога веќе кажавте дека сами се грижите за оној финансиски дел, дека имате многу настапи во текот на една календарска година. Па нека да споменавте 250 од прилика. Па тоа Па исто сега го вие извади рачунајте некој. колку пее. Го извади тоа некој од вашите колеги, наискрено некој просек извадија према тоа колку не гледаат неверојатно на Инстаграм, бидејќи јас цело време. Да, цело време објавено кај сме, што сме. Верувам дека тој просек некако така го извадиле, сега не сме бројали искрено Да, да ви да, кажам. Дали и имате тоа- воопшто слободен викенд? Слободен Викенди не. викенд не. Викенди. Значи се е Не. спланирано, се е организирано. Овие 3 дена сега кога се договоривме за гостување во кај вас во емисија, а пред да ми пишете вие, веќе имавме некои 3 од тројца ваши колеги кои не побара и се договоривме за оваа недела затоа што ова беше единствените 3 дена за да можеме да бидеме посвежи наутро. Да, па да, Да. секако си има значење тоа. И концентрирани, па треба Секако, интервју да, се да, направи, нели? Добро, како се плановите? Многу прашања имаме со Да. оглед на тоа дека сакаме да го видиме и целосното видео, иако во инсерти го видовме. Какви се сега плановите? Настапите си остануваат, нели? Без престан си терате и Да. во локалите и онево како што терате. Верувам дека продолжувате со издавање на нова музика, како што тоа го правите изминатиот период. Барем 3 песни во годината планираме да по некој план кој и по финансиите кои можеме да издржиме, значи со на нашиот, да кажам, пазар овде. Барем 3 песни да извадиме, значи тоа би било некој минимум. Зборам со спотови, значи комплетно сега овие песни последни што ги вадиме, значи правиме музика, текст и одма се планира спотот, значи уште док се работи песната веќе се планира спотот. Кај што и како, нели? Да. Колку новите трендови ви влијаат во создавање на нова музика? Колку ова ново дигитално време исто така? Колку AI-от ви помага? Дали може би го вметнувате дефинитивно. колегата Да го како вклучиме, IT? така. Да, доста помага новава технологија. Едноставно ги дава идеите. Да, Така е. Да, ако ништо друго, да, секако. идеите. Па ние после тоа ги миксаме идеите со нашите идеи Секако. и се добива тоа што го имаме. Значи, вие сте позитивно размислувате што се несува до
AI Позитивно да, трендовите? сметам дека малку се вади од контекст тоа. Знаете исто како кога ќе се спомне и песна правена на аутотюн или не знам се користи AI. Ако се користи како алатка и во одредена мера, исто како не знам дали е тоа некоја физичка корекција кај одредена личност, ако е нешто умерено и е вкусно, мислам дека е во наша полза. Иако се вади од контекст. Не знае да пее, го ставиле на аутотюн. Не е поентата некој што не знае да пее да го направат пејач, туку да му помогне на пејачот да звучи тоа многу подобро. После толку години заедно, што е она што ве држува како бенд? Пријателството, добрата соработка или функционирате како семејство? Љубовта кон музика. Љубовта Мислам кон дека и музика. енергијата Да. пред се, пошто музиката како музика, значи има многу музичари кои се окей, но тоа не значи дека си одговараат за да обстојува бендот. Значи Компас обстојува преку 30 години. За да обстојува мора прво да има некоја енергија позитивна меѓу нас, да кажам, као и секоја нормална врска. Така да, еве, години е све окей, ние функционираме без проблем. Така. Да функционирате уште долго и да не радувате со разни нови песни и спотови. Да чекаме со нешто ново, Да, нормално. фала Утринската многу. на располагање, вие само станете и дојдете.